Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во уште една анализа на 24 вести, а нашата вечерашна дебата требаше да биде соочување и помеѓу еден министер и неговиот заменик министер. Тоа е помеѓу министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и неговиот заменик Оливер Андонов. Оливер Спасовски не е дојден во студиото, Оливер Андонов не одговори дали воопшто ќе дојде на оваа дебата, така да емисијата ќе мораме да ја продолжиме само со Оливер Спасовски. Јас ќе се обидам да ги поставам прашањата, тезите и ова да биде што е повеќе дебата, бидејќи го немаме другиот соговорник. Господине Спасовски, добра вечер. Добро вечер, благодарам на поканата и навистина очекував дека ќе можеме да дебатираме вечерва на ниво на аргументи пред македонската јавност. Едноставно да ги отвориме перспективите, тоа што последните 10 години немаме дебата, полека да ја враќаме демократијата и на таков начин во општеството. Меѓутоа, едноставно некои работи или некои луѓе или некакви политики не се менуваат. Добро. Еве јас ќе се обидам што е можно повеќе да се ставам во кожата на господинот Андонов, да поставам некои прашања. Не знам колку ќе бидам успешен, веројатно ќе беше многу подобро да беше тој тука, но еве ќе се обидеме. Да почнеме со она што е најактуелно. Тоа се смените на началничките позиции, на раководни позиции во министерството, кои вие ги правите согласно договорот од Пржино, сменивте 11 началници, имате уште резервни смени кои не се направени. Кажете ми, зошто се решивте токму за смени на овие луѓе, на дел од началниците ќе зборуваме и за дел од нив, но зошто се решивте токму за овие 11 позиции? Видите, најважно од се е Министерството за внатрешни работи да функционира, да може да функционира нормално и да обезбеди фер шанса, фер услови за демократски избори и да има возможност на граѓаните самостојно да одлучуваат на изборите. И тоа беше и поентата во преговорите уште минатата година кога опозицијата го побара Министерството за внатрешни работи. Тоа не е случајно. Вие дознавте од проектот Вистината за Македонија зашто служило Министерството за внатрешни работи. Ке присетам на неколку аргументи, на неколку дискусии кои што се водеа во сниманите разговори, аудио разговорите, помеѓу Гордана Јанкуловска и Зоран Ставревски, помеѓу други функционери во Министерството за внатрешни работи, каде што кажуваше дека едната сала во кабинетот на министерот е штабот на ВМРО ДПМН, дека во другата ги прима амбасадорите. Кога се јавуваше Гордана Јанкуловска на Нета Станчевска како помошник министер за внатрешна контрола, да не презема никакви дејства против полициските службеници кои што во Охрид отишле да помагаат на ВМРО ДПМН за изборите локални во 2013 година. Тоа укажува колку многу се злоупотребувани институциите, колку многу Министерството за внатрешни работи се злоупотребува и од аспект на човечки ресурси, од аспект на техничките ресурси со кои што располага. И самите тие си го нарекува МВР како МВР, кое што асоцира на ВМРО. И навистина несватливо е да имаме демократско општество, да бараме слобода, да имаме слободни граѓани кои што ќе донесат правилна одлука, а при тоа да имате институција како што е Министерство за внатрешни работи, која што треба да ги задоволи овие интереси на граѓаните, да е институција која што е крајно партизирана, која што е депрофесионализирана, која што е криминализирана. И тоа се основните постулати. Добро, во однос на овие началници... Во однос на овие началници, затоа сакав да дадам воведен дел. Политичкиот договор, кој што се постигна непосредно сега при измените на законот за влада, во кој што сите 4 лидери на политичките партии, меѓу кои и Никола Груевски како лидер на ВМРО ДПМН се согласи и бараше да имаме ограничување во промените кои што би ги правеле во Министерството за внатрешни работи и врз основа на заедничката одлука тоа се одлучи да бидат 15 позиции раководни во Министерството за внатрешни работи. Јас направив проценка со мојот тим кои се тие позиции кои што ќе можат да гарантира дека Министерството за внатрешни работи или злоупотребите во Министерството за внатрешни работи ќе се сведат на минимум и при тоа да направиме се да функционира нормално Министерството до денот на изборите, да обезбедиме фери демократски избори, граѓаните слободно да донесат
одлука. Затоа ќе можат ли овие 11 промени засега да го обезбедат тоа, како што велите, нормално функционирање на министерството, и зошто ги држите во резерва уште тие 4 промени кои ги имате, кога ќе ги направите и дали ќе ги направите? Видите, јас промените ги правам врз основа на проценките кои што ги правиме со мојот тим. Сега сметав дека треба да ги направам овие 11 позиции, кои што се однесува на 7 началници во секторите за внатрешни работи за Република Македонија, одделот за организиран криминал, секторот за прикриени операции и на единицата Алфа. Остануваат уште 4 можности, односно за 4 промени на началници. Можно е да ги искористам, можно е да не ги искористам, меѓутоа во моментот кога ќе проценам дека треба да направам било каква промена, која што ќе значи подобрување на работата на Министерството за внатрешни работи, тоа ќе го направам заради тоа што тоа е потребно, заради тоа што на тој начин ќе успееме да ја зголеми и ефикасноста во работењето. Меѓутоа сите се обврзани да работат и согласно со законот и врз основа на стандардните оперативни процедури, така да и договорот предвидува, нели, затоа се поставени дополнителните заменици да бидат тука и да... Добро, токму тоа ми е, значи, пак не ми одговорите дали тие 11 измени ќе бидат доволни да обезбедат, како што велите, нормално функционирање на Министерството, особено бидејќи се знае дека замениците сега повторно се номинираат од страна на вашиот политички опонент. Значи, тие ќе ги имаат истите заменици кои се номинирани, а тие измени 11 во еден конгломерат, како што е Министерството за внатрешни работи, кое има огромен број на вработени, десетици илјади, како е бројката, не знам точно, дали може тие 11 началници да донесат таква квалитативна промена? Видите, 15 за сега 11. Да, 15 треба да има. До сега сум направил 11, затоа реков според проценките ќе ги правим и тие други. Тие позиции кои што се поставени пред секторите за внатрешни работи, таму од каде што има можност сериозно да се делува, да се прават одредени злоупотреби, да се прават притисоци, целта е не да ги правиме истите работи. Туку ако можеме тие работи да бидат стопирани. И затоа се одлучи дека секторите за внатрешни работи мора да бидат сменети началниците и да поставиме нови луѓе со секторите за внатрешни работи или со било кој оддел раководи началникот и никој друг. И не може да имаме двојна, тројна команда било каква. Значи таму имаме точно дефинирани надлежности кои што стојат и во законите, и од тој аспект сакам да кажам дека овие началници кои што се поставени се тие на врвот на пирамидата во делот на раководењето, а дополнителните заменици имаат своја улога во учеството и на начинот кој што е операционализиран со измените на Закон за влада. Добро, вашиот заменик Оливер Андонов ве обвини за кршење на уставот и законите со овие смени, бидејќи сте направили, бидејќи како што вели се направени самоволно, без негова дозвола, без негов потпис. Дали сега го прекршивте законот? Видите, жалам што уште еднаш не е тука па да разговараме и да дебатираме пред македонската јавност за тоа што е устав и што е закон. И жалам што навистина веројатно не му кажале во партијата дека се согласиле да има промени на 15 началнички позиции. Оливер Андонов е дополнителен заменик министер и таму во законот за измени на влада е дефинирани кои се надлежностите на дополнителниот заменик министер. Нека учествува во работењето и остварувањето на надлежностите на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа не раководимо паралелно со министерот. Тоа е првата работа. Второ, дека за прашањата кои што се однесуваат на правни, кадрски и финансиски прашања за изборите, дека треба да има и негов потпис за да бидат тие акти валидни, и тоа е така. Овие промени кои што се направени не се прашања кои што се однесуваат на изборите, тоа се промени кои што се дадени како право на министерот за внатрешни работи согласно измените на Законот за влада, и тие се направени, тука нема никакви прекршувања на законските рамки. Добро, меѓу променитите началници се и началникот на единицата Алфи, како што кажавте, Ивица Анчевски Пуки, но и еден началник Небојша Стајковиќ осомничен во случајот Трезор. Значи, тие двајца се осомничени во случај на специјалното јавно обвинителство и сега тие остануваат, предпоставувам, дополнителни заменици началници. Па видите, предлозите кои што ги достави дополнителниот заменик
за именување на дополнителни заменици на раководните службеници, тоа е негова надлежност и он ги предлага кандидатите кои што треба да бидат дополнителни. Јас тука не навлегувам кого ќе предложи и кои луѓе ќе ги предложи. Предлозите кои што ги дава се предлози кои што веројатно им се таков став, таква политика дека тие луѓе треба да бидат на таквите места. Ја не се согласувам дека и осомничени луѓе се не може да говориме, тие не се осудени и треба да имаат презумпција на невиност, треба да имаат шанса да ја докажуваат вината. Меѓутоа се појавуваат како луѓе кои што направиле сериозни пропусти. Тоа говори и за чувството на одговорност при давањето на таквите кандидати за повторно за дополнителни заменици. Меѓутоа јас од аспект на законското решение не ги спорам тие кандидати, иако ниту е морално, ниту етички да се најдат на такви позиции. Кога зборуваме за началникот на Алфите, доскорешниот началник Ивица Анчевски Пуки, во јавноста излезе еден надпис од страна на порталот Призма, кај е објавен, подоцна е превземен и од други медиуми, меѓу кои од 24 вести, за една информација дека на 15 септември, кога специјалното јавно обвинителство ги представило првите обвиненија, Алфите под негова команда на тогашниот началник извеле некаква показна вежба пред американската амбасада, но таа показна вежба подоцна според тој надпис се претворила во скандал, бидејќи таму Алфите биле неавторизирани, не биле воопшто најавени пред американската амбасада, се активирало обезбедувањето на амбасадата и сето тоа подоцна се претворило во еден своевиден скандал. Таму пишува дека било известено Министерството за внатрешни работи дека се направени некакви разговори, не знам дали има и дисциплинска постапка. Прво ќе ве прашам, зошто за ова дознаваме од медиуми кои тоа го откриваат сами, зошто не го дознавме од министерот за внатрешни работи, кој е од редовите на опозицијата, и дали ова навистина се случило и дали било така? Да, овој настан навистина се случи. За сите новинари кои што побара информација од мене во однос на настанот, јас го потврдив. Се случи заради тоа што најверојатно станува збор за одговорноста која што имаат луѓето на позициите кои што ги носат. За мене несватливо е да се изведува било каква вежба или било каков тренинг спротивно на стандардните оперативни процедури. Иако имаме ние подпишани спогодби и така натаму со американската амбасада, меѓутоа се знаат протоколите како и на кој начин тоа се најавува. Јас реагирав и кај директорот на Бирото за јавна безбедност, ме информираше дека и тој дури не знае и побарав да се даде детален извештај околу целиот настан. Направено е писмено предупредување од поранешниот началник на СВР Скопје, Ивица Вучевски, до Ивица Анчевски, дека има направено пропуск, меѓутоа тоа е своевиден скандал кој во никој случај не смее да се повтори. Тоа уште еднаш покажува на какво ниво е професионалноста во Министерството за внатрешни работи. Добро, зошто е направена таа показна вежба? Еве, имате ли вие информации таму, формални или неофицијални, не знам какви, зошто Ивица Анчевски Пуки се решил да оди да направи таква вежба пред американската амбасада? Што значило? Кој бил мотивот? Зошто било тоа направено? Видете, вежби се прават постојано во единиците на Министерството за внатрешни работи. И во единицата Алфа, и во другите специјални единици. Добро, но не се прават пред порти на странска амбасада и меѓутоа овој пат пред портите на најмокната западна амбасада. Се прават секаде каде што имаме склучени меморандуми за соработка и каде што сметаме дека треба да направат. Тоа не е проблем, правењето на вежбата. Проблемот е зашто не се почитувани протоколите. Зошто се напуштени и стандардните оперативни процедури, зошто за тоа не знаел секторот за внатрешни работи во Скопје и така натаму. Тука се поставува прашањето. Инаку не е проблемот дали се направила таа вежба и дали имало потреба од таква работа. Има програми кои што не дали има потреба, дали била известена амбасадата. Јас ви одговорив на тоа прашање дека ако била известена амбасадата нема да доаѓа во една таква непријатна ситуација во која што би се активирал безбедносниот систем во американската амбасада. Добро, но повторно ќе ве прашам, ги знаете ли мотивите на Ивица Анчевски Пуки? Зошто е направил таа вежба? Јас не ги знам мотивите зошто ги направил. Реков дека ако имаме програма во која што треба да се прават вежби, тоа треба да се прави врз основа на процедурите, а ако тоа е направено на своја рака, зашто не верувам дека е направено на своја рака без да има покритие во делот на програмите, меѓутоа како и да е, несовесното правење.
Несовесното правење на таквата вежба. Што верувате, господине Спасовски, или што мислите на по чив налог е направена таа вежба? Таа вежба е издадена наредбата од началникот на Алфа, од Ивица. Мислите дека е негова самостојно дејство? Јас само можам да се сомневам дали е негова, дали го направил некој друг. И тоа јас зборам за фактичка состојба која е во моментот. Мислите ли дека еве уште подиректно ќе ве прашам уште еднаш за ова и толку дека со таквата вежба сакало да се прати некаква порака кон американската амбасада од некој? Видете, тие луѓе што ако мислеле така, јас се сомневам дека некој тоа го мислел. Таквите луѓе кои што мислат дека на таков начин ќе праќат порака до американската амбасада се многу ситни за да вратат било каква порака. Господин Спасовски, кога минатиот пат кога првиот пат влеговте во Министерството за внатрешни работи и тогаш имаше акции кои се правеа од страна на полицијата за кои вие тогаш кажавте дека не сте биле известени. Еве ова некако добро, ова на самиот почеток ви се случи некако. Се плашите ли дека повторно ќе има вакви акции каде што полицијата под раководство на тие некои началници кои останале се уште тамо ќе прави повторно некакви акции за кои вие нема да знаете воопште и ќе дознаете кога ќе се објават во медиумите? Јас на сите и состаноци и средби кои ќе ги имам и со директорот на Бирото за јавна безбедност и на Управата за безбедност и контраразузнавање, го кажав и мојот став дека мора во интерес на државата да соработуваме и да се што е врз основа на закон тоа биде реализирано понатаму. И во тој дел мора да постапуваат на еден таков начин, за да не ни се случуваат да имаме било какви акции или да имаме било какви испади за кои што нема да знае врвот на раководењето во Министерството за внатрешни работи. Една од последните акции, која е направена од вашиот претходник, господинот Чавков, е акцијата Еразмус. Значи, акцијата која е спроведена на Скопскиот универзитет, на факултетите, каде што се приведувани професори за мито. Таа акција е добро позната во јавноста, но она што беше индикативно за таа акција дека беше спроведена како и претходните тие бомбастично најавувани акции каде полицајци под полна борбена опрема со автоматски пушки, со панцири влегоа на универзитетот, таму бара професори, нели, не бара терористи на ИСИС, и таа акција беше спроведена така, како што кажа, во ист стил, бомбастичен и нападен стил, како и сите други акции. Еве, вие се како министер во овој еден краток доизборен период, ќе дозволите ли повторно да се спроведуваат акциите на таков начин? Ете, јас секогаш и кога сум бил министер и од оваа позиција сега и претходно, воопшто не сум се залагал да правиме сензационализам таму кај што не треба да го правиме. Одлика на ВМРО ДПМН и на ДУИ е да прават такви сензационалистички апсења во кои што пред се пиарот е главната мотивација, тоа што ќе се види во јавноста, каква порака ќе се прати до граѓаните, и затоа завлада и тој страв помеѓу граѓаните веројатно. На крајот се гледа дека многу малку има реализација од тие акции кои што се направи. Ако гледаме Змиско, ако гледаме некакви други акции во кои што беа така спектакуларно најавени пред македонската јавност, апсени луѓе и така натаму, тоа е нешто што навистина не е потребно ако сакаме Република Македонија да ја зголеми демократичноста, граѓаните се чувствуваат по-слободни. Така да, овде станува збор за барања кои што ги доставуваат до обвинителството. Знаете дека според Законот за кривична постапка, целата постапка сега ја води јавното обвинителство. Ја не сакам да коментирам конкретно за овој случај заради тоа што се уште е во една постапка и за тоа треба да даде јавното обвинителство, меѓутоа никако не се согласувам да правиме сензационализам за нешто што апсолутно нема потреба. Едно од објаснувањата и на поранешната министерка за внатрешни работи за овие акции е дека тие се прават на тој начин бидејќи кога се работи за случај на организиран криминал постојат протоколи каде што полицијата треба да иде во такви и такви формации со такво вооружување и така натаму. Значи точно ли е тоа? Мора ли Има, точно е дека има стандардни оперативни процедури, протоколи врз основа на кои што зависно од планот за акцијата, значи за акцијата се прави план,
зависно од планот на акцијата, зависно од тоа за каква група станува збор, што е тоа кривично дело за кое што треба да бидат уапсени, приведени одредени луѓе и на основа на тоа се спроведува и самата акција. Така да мора да биде сето тоа во согласно со прописите и протоколите кои што стојат во Министерството за внатрешни работи. Имате ли некаква комуникација сега со специјалното јавно обвинителство? Претпоставам дека обвинителството, тимот на Катица Јанева од Министерството ќе бара асистенција кога има потреба за таква асистенција. Сега, каква ќе бидат релациите со тимот на Јанева? До сега имаат ли побарано од вас некаква помош? Видете, специјалното јавно обвинителство како институција е една од институциите кои што има најголема доверба помеѓу граѓаните на Република Македонија и затоа и очекувањата се нели големи, меѓутоа институција која што е формирана исто така со согласно со 4 политички партии и голема поддршка од граѓаните. Специјалното јавно обвинителство е поврзано на соработка со Министерството за внатрешни работи и обратно. И додека бев министер до 18 мај, сме имале соработка, ја имаме таа соработка и сега, и јас како министер и Министерството за внатрешни работи стоиме на располагање за потребите на специјалното јавно обвинителство, за сите барања, за сите наредби кои што ќе бидат дадени да се реализираат. Нормално дека и денеска и секој ден скоро имаме одредени побарувања кои што се однесуваат на операционализација на некоја од законските норми. Добро, исти ли се релациите сега и додека беше претходниот министер, според вашите сознанија се разбира, вие не можете да знаете, но специјалното јавно обвинителство. Јас не можам да знам какви биле релациите кога ја не сум бил министер. И мислам дека се хипотетички прашања кои што можеме само да допринесеме да се шпекулира со нив. Јас знам дека тоа нели интересно јас да говорам што било кога ја не сум бил министер, меѓутоа најдобро за тоа може да одговарат. Дали имало не обструкции, туку да речам еден попасивен однос на МВР кон барањата на специјалното обвинителство? Моите сознанија говорат дека се случувале такви работи на долговлекување, на давање на одредени одговори, чување на барањата и така натаму. Меѓутоа, дали биле задржани да воопшто не се дадат одговори, тоа не ми е познато. Како што кажавте, основното јавно обвинителство сега ги води случаите кои се поврзани со некои криминални дејства, како што е случајот со Коста Крпач, каде што обвинителството ја води целата истрага, но во првичните моменти таму беше вклучено и Министерството за внатрешни работи. Сега тој случај некако повторно се реактуализира после последниот случај Трезор на специјалното јавно обвинителство. Па така, еве од тимот на Марко Зврлевски вела дека сега испитуваат дали некој го навел сведокот Крпач да се самоубие. Имате ли вие некакви сознанија еве од аспект на МВР, бидејќи МВР беше Министерството за внатрешни работи во дали има таму нешто сомнително? Во моментот кога се случи тој настан, ги презема сите мерки кои што беа дадени да се преземат од страна на јавното обвинителство. И за секој еден детал околу овој случај ќе мора да барате информација од јавното обвинителство. Министерството таму беше првично вклучено. Значи, Министерството беше ги заврши сите работи кои што беа барани од јавното обвинителство, направен е увидот и сите докази, се она што е прибрано е предадено кај јавното обвинителство, овој предмет е во истрага и треба јавниот обвинител да ја информира јавноста во моментот кој ќе процени за што станува збор и кои се кривичните дела, ако има воопшто кривично дело некакво во однос на овој случај. Добро, таму еве од обвинителството ги брифираа новинарите дека на пример не може да го пробие телефонскиот апарат на починатиот сведок, бидејќи бил заклучен и нивните експерти не можеле тоа да го направат. Дали е побарана техничка поддршка од Министерството за тоа еве од обвинителството, дали може да побара, и ако побара, дали би им ја дали? Се што ќе побара било кое обвинителство во Република Македонија, а Министерството за внатрешни работи има ресурси и капацитет тоа да го направи, ќе го направи безпоговорно. Тоа е првата работа. А втората работа, ако не може да го отворат со нивните експерти, нека побарат други експерти, сигурно ќе се најде тако кој што ќе може да отвори. Да, тоа ве прашувам бидејќи се работи за едно образложение кое во најмала рака сомнително, со обзир на тоа дека денес и лаиците во светот на технологијата знаат дека тоа може прилично лесно да се направи
особено за таков модел на телефон. Затоа... Па видите, и за мене ми е чудно. Како човек сега говорам, ми е чудно да излезе јавното обвинителство и да каже дека тоа е пречка за да можеме да сознаеме одреден детал во делот на истрагата. Меѓутоа сепак реков дека мора јавниот обвинител да ги даде деталите, да образложи и да не се даваат брифирање или известување до јавноста само колку да се дадат или да има некаков изговор дека нешто се одработило во овој случај. Затоа што случајот предизвикува сам по себе внимание и затоа мораме да имаме, односно мора да има добра истрага и на крајот да биде информирана јавноста за деталите од истрагата. Да, добро. Ќе направиме една кратка пауза за реклами и се враќаме веднаш во студиото. Се враќаме во студиото. Наш гостин е Оливер Спасовски, министар за внатрешни работи. Господине Спасовски, вие како министар за внатрешни работи и сега во овој условно кажано втор мандат најавувате од време на време некои проекти, излегувате како што беше сега проектот за враќање на позорникарите на улици, кој патем е проект кој неколку пати е најавуван и од поранешната министерка за внатрешни работи Јанкуловска во минатото, но некако никогаш не се реализира. Јас не се сомневам дека тоа е проект кој е добар за граѓаните, но би ве прашал дали вие сега како министар кој сте технички министар за внатрешни работи и кој сте таму ставен да го подготвите Министерството за спроведување избори, треба често да излегувате со овакви проекти во јавноста, бидејќи некако се создава една ситуација која можеби малку е чудна, бидејќи вие сепак не сте министар кој е избран за таа позиција. Очигледно дека не сте ме следеле во најавите. Прво, јас тоа не го најавив како министар за внатрешни работи, го најавив како генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на пресконференција во која што ги најавивме мерките од програмата. И една од мерките од програмата е малски полицаец или така наречени позорникари во рамките на Министерството за внатрешни работи. И сметаме дека како партија треба да се реализира еден ваков проект и тоа е проект кој го нудиме пред граѓаните во предизборната кампања, а како проект со кој што земаме обврска дека би го реализирале после победата на 11 декември. Малскиот полицаец е нешто што е многу потребно за граѓаните на Република Македонија, потребно е за безбедноста, за да можат граѓаните да се чувствуваат и побезбедни и посигурни, на тој начин да можат слободно да се движат, да можат своите деца да ги пуштаат слободно да играат надвор, да ги пуштаат децата, тинејџери слободно да се враќаат дома, и при тоа да знаат дека во тој малски полицаец или во полицаецот кој што ќе е во нивниот реон ќе имаат пријател, дека тие не се сами. Малскиот полицаец е семеен човек кој што е професионалец, кој што знае да им помага на луѓето и да на таков начин се створи една клима на поголема безбедност и сигурност кај граѓаните на Република Македонија. Затоа се потребен е поголем број на полицајци. Како што кажав, се разбира дека е добар проект сам по себе, но треба ли вие како министар, дали тој, дали други проекти да промовирате нови проекти додека сте технички министар? Значи, повторно ќе ви повторам дека не ја сваќате суштината. Јас проектот не го промовирам како министар. Јас го промовирам проектот како генерален секретар. Па да, повторно ме прашувате за исто право. За други проекти, дали за други проекти, значи повторно ќе промовирам и други проекти кои што се дел од програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Тие проекти кои што се во моментот во Министерството за внатрешни работи, а промовирав јас и во јануари месец проект кој што значеше стратегија за развој на полицијата. Па имавме сега промоција на еден проект исто така за контрола на полицијата, внатрешна и надворешна контрола, зголемувањето на интегритетот на полицајците и така натаму. Тоа што е во тековните активности на Министерството за внатрешни работи, тоа ќе го спроведуваме понатаму, заради тоа што започнатите проекти не треба да застанат во овој период заради тоа што се избори. Добро, вие кога влеговте првиот пат во Министерството, тогаш откривте некои работи за кои кажавте дека ја докажуваа злоупотребата која се случувала во Министерството. Тоа, например, беше откривањето на оние 70.000 документи кои ги откривте во Министерството. Имавте и други пресконференции. Овој пат, сега кога влеговте, не видовме некако такви пресконференции на кои кажувате за злоупотреби, можни, не знам, за кои вие зборувавте додека бевте цело време опозиција, кои се случувале во Министерството.
Еве, например, и самиот ја спомнавте собата која кажала Гордана Јанкуловска во МВР, која била претворена во партиски штаб. Новинарите некако никогаш не ја видоа таа соба. Еве, да речеме, дали можеби требаше да ги викнете, да им кажете каде тоа се случувало, за се она што вие го зборувавте цело време како опозиција, да го визуализирате пред јавноста. Па видите, ги викнав новинарите сите, пиевме заедно кафе, се брифиравме токму во просторијата. Да, без камери. Беа и со камери на еден брифинг, на кој што токму во таа просторија седевме и посочивме дека е тоа просторијата која што беше штабот на ВМРО-ДПМНЕ. Исто така, јас бев тој што ги пуштив новинарите да влезат и во кабинетот, се со цел да ги демантирам сите работи кои што беа изнесени во тој момент од ДПМНЕ, дека има нов мебел, нов намештај и така натаму се купува во рамките на Министерството за внатрешни работи. Така да, комуницирам често и тоа не е проблем и ќе продолжим и понатаму, како што тоа го прави порано, заради тоа што сметам дека јавноста треба да ги дознае сите работи кои што стојат на располагање пред мене како министер. Па да, токму Министерството за внатрешни работи, значи најмногу е посочувано опозицијата како министерство кое најмногу било вклучено во манипулација со изборите. Токму затоа, меѓу другото, опозицијата и го бараше тоа министерство. Меѓу другите, треба ли малку поактивно да ја објасните на јавноста како ете тоа МВР учествувало во манипулација со изборите, како тоа се прави, како тоа ќе го спречите? Значи, малку посликовите за јавноста да добие увид. Значи, јас само кажав... Вака некако, знаете како, вие станавте министер, работите се тивки, си течат, некако не добивме целосен впечаток што тоа толку министерството правило и што може да направи. Зависи што очекувате. Спрема очекувањата ќе ги димензионирате и резултатите. Па кога министерот од опозиција ќе влезе во министерство, очекува многу, да. Да, очекувањата се многу. Мислите дека влегува министерот од опозиција во Министерство за внатрешни работи и веќе сите овие што се од власт ќе треба да ги апси, треба да направи се што треба да направи. Јас се согласувам дека е тоа така. Јас не кажав апси, не кажав да го прикажете тоа. Меѓутоа е факт дека за тоа постои обвинителство и обвинителството ја води целата таа постапка за сите тие активности кои што беа. Во претходниот период, а тоа не го случуваме и сега, прикажуваме многу работи врз основа на кои што голем дел од работите кои што се случувале во Министерството за внатрешни работи биле класична злоупотреба и на човечките ресурси, меѓутоа и на материјално-техничките средства. Многу луѓето, па и внатре во Министерството за внатрешни работи, се сведоци дека се случувале работи пред се на сериозен притисок на вработените во Министерството за внатрешни работи да одработат партиска агенда, а понатаму и тие да ги злоупотребуваат за остварувањето на целите на политичката партија. Кога споменував на почетокот за разговорите за снимените материјали, тоа укажува само на еден мал дел од тоа што се случувало на денот на изборите, што се случувало во изборната кампања, како и на кој начин секој од секторите за внатрешни работи бил вклучен, односно помагал на партијата на власт. Впрочем, ако ги прашате и самите граѓани ќе раскажуваат многу приказни кои што говорат за фактот дека Министерството за внатрешни работи сериозно учествувало во креирање на одреден изборен резултат. Факт е, и тоа го објавив и минатиот пат, дека се најдени 35.000 лични карти кои што беа во Министерството за внатрешни работи, неподигнати. Тие се дел сега од процес кој што се води пред специјалното јавно обвинителство и се наоѓаат внатре. Исто така, мобилните машини за печатење на лични карти се наоѓаат во специјалното јавно обвинителство. Така да, полека, многу од работите кои што ни стоја на располагање, кои што сме ги откриле, кои што требало да бидат понудени како доказ, се ставени на располагање на соодветното обвинителство. Добро, можеме малку да сега да одеме кон политиката. СДСМ денес достави до собранието предлог закон за СЈО, значи тоа се оние измени во законот кои ги бараше специјалното јавно обвинителство. ВМРО-ДПМНЕ излезе со став дека нема да ги поддржи тие измени, бидејќи, како што велат, нема да поддржат ништо што
не е веќе договорено во пржино или нема да подржат никакви додатоци на тој договор. Како мислите сега дека ќе се одвива целата таа работа? Дали се ќе остане само на предлог на опозицијата кој нема да помине во собранието? Јас само знам дека... Од друга страна, Демократската унија за интеграција кажа дека, барем дека ќе ги поддржат измените. Јас само знам дека тоа што го правиме врз основа на потребите кои што ги изрази специјалното јавно обвинителство и како партија која што е високо одговорна во остварувањето на пржинскиот договор, меѓутоа и во работењето на специјалното јавно обвинителство. Ако се согласиле политичките лидери, ако се согласиле политичките партии дека специјалното јавно обвинителство мора да работи и пред се заради масовното прислушување во Република Македонија што е направено од државните органи, односно од партијата на власт, тогаш и треба да се создадат услови за тоа. И барањата кои што се однесуваат за измени и во Законот за јавното обвинителство и во Законот за заштитени сведоци се една потреба која што се покажало дека е насочна потреба во работењето на Министерството за внатрешни работи. Јас не гледам причина, ако се следи општиот интерес или интересот на граѓаните, да не бидат поддржани овие измени. Сега јасно е зошто ВМРО-ДПМН не сака да ги поддржи барањата на специјалното јавно обвинителство. Јасно е дека многу од функционери во Министерството за внатрешни работи се предмет на истрага или покренати обвинителни акти од страна на специјалното јавно обвинителство. Факт е дека постојат многу криминални структури внатре кои што може да бидат и идна покренување на идни обвинителни акти или целна идна истрага и на тој начин сака да се обструира работата на специјалното јавно обвинителство. Ние стоиме цврсто, ќе бараме поддршката од пратениците во Собранието на Република Македонија за да се донесат овие измени на законите и на тој начин да се оствари она што се очекува на граѓаните да ова специјално јавно обвинителство работи непречено. Да. Добро, партијата на власт вели дека тоа го оквалификува, го доживува како еден продолжеток на договорот од пржино, еден додаток кој веќе не е договорен и вела дека тоа е наметнување на нови работи кои не се договорени меѓу партиите. Па тоа напросто не е така, заради тоа што договорот во пржино беше да се формира специјалното јавно обвинителство. А ако се формира специјално јавно обвинителство, тоа значи дека тоа треба да работи. И тоа треба да работи непречено, да ги има сите можни услови кои што треба да ги има за да може да работат во однос на предметите. Ако тие констатираат дека имаат проблем со одредена законска регулатива, тогаш не треба повторно да седнуваат лидерите на политичките партии, туку едноставно треба да се бара и парламентот да ги донесе тие измени, како што прочем тие прават измени секојдневно на законски решенија кои што пред се служат за остварување на некакви нивни лични или партиски интереси. Ние сме сведоци на колку измени има на законот за градба или на некои други законски решенија кои што представуваат нивен интерес. Затоа реков дека интересот за функционирањето на специјалното јавно обвинителство е многу поголем од било кој друг интерес, заради тоа што пред се треба да се задоволи работењето на ова обвинителство и да се откријат сторителите на масовното прислушување, оние кои што ги кршеле човековите права во Република Македонија и за тоа да одговараат и при тоа да се создаде еден систем во кој што понатаму нема да може да се злоупотребува овој систем за прислушување. Се ближат полека изборите во декември, датумот за избори. Лидерот на СДСМ кажа дека една од причините поради кои овие избори би можеле да бидат одложени, инаку кажа дека има засега услови за фер избори, ќе зборуваме за тоа, дека една од причините може да биде доколку Уставниот суд донесе одлука дека специјалното јавно обвинителство е неуставно. Еве, пак ќе ве прашам вас. Таа одлука на Уставниот суд некако виси како дамоклов меч над специјалното јавно обвинителство, бидејќи се уште не е закажана седница. Претседателката на судот за 24 вести кажа дека не се знае кога ќе се закаже. Што доколку Уставниот суд сепак донесе таква одлука? Видете, тоа е една политичка игра која што игра и Уставниот суд. Тоа е повеќе од јасно. Зошто не се закажува таа седница? Постојано да се држи во неизвестност носењето на одлуката дали е ова јавно обвинителство уставно или не. Според нас,
ова јавно обвинителство е уставно, се вклопува во системот на јавното обвинителство на Република Македонија, и само политички може да бидат причините, и тоа тесно партиски интереси, да преку Уставниот суд биде укинато ова јавно обвинителство. Укинувањето на јавното обвинителство, на специјалното јавно обвинителство, ќе значи пропаѓање на договорот од Пржина. Тоа ќе значи радикализација на состојбите, нема да значи смирување и помирен пат решавање на кризата политичка во Република Македонија. И тоа не е логично да од една страна ВМРО-ДПМН бара да се заврши кризата во Република Македонија, пред се заради граѓаните, гледате дека има такви ставови изјави, а од друга страна да создаваат клима во која што ќе се изневерат интересите на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, рушењето на специјалното јавно обвинителство значи пропаѓање на договорот од Пржина. Господин Спасовски, во јавноста некако се создава еден впечаток дека работите пред избори, кои во период пред избори, во толку близок период, работите се некако премногу мирни. Значи, за опозицијата, за СДСМ, одеднаш сите оние предуслови кои беа проблематични претходно за изборите во април и во јуни, сега стана прифатливи. Значи, избирачкиот список се реши така како што се реши, со некакво решение кое за многу аналитичари се уште е проблематично. Условите во медиумите ми се чини дека се исти, постои адхок тело кој ги мониторира, кој изнесува некакви представки, но не гледам јас дека нешто премногу се менува. Значи, условите се малку онака, некако може да се каже дека се многу приближни со условите кои беа претходно. Зошто токму сега вака се решивте да одите на избори под овие услови, особено после последните анкети кои беа објавени во јавноста, како да речеме анкетата на ИРИ, каде што процентот на гласачи на Социјалдемократскиот сојуз се уште беше доста понизок од гласачите на ВМРО-ДПМН. Прво, и во однос на условите кои што треба да бидат подобрени во делот на изборната кампања, не се воопшто исти, такви какви што биле претходно, и затоа имаше и две одлагања на изборниот процес, и на 24 и после тоа на 5 јуни. Ако имаше услови и на 24 април, ние тоа ќе го соопштиме и ќе кажеме да, ќе одиме на избори. Или за 5 јуни. Едноставно, вие знаете дека што е подобро со избирачкиот список? И избирачкиот список, и медиумите се подобри од тоа што... Тие 30.000 албанци што се извади од избирачкиот список, што е тоа подобро за вас? Не е точно дека само 30.000 се извадени, не е важно колку се извадени. Важно е дека се констатира повеќе од 250.000 се на посебен избирачки список кои што ја напуштиле Република Македонија и не се во Република Македонија. Кој ќе извадите 250.000 од 1.800.000, се добива некаква реална бројка која што е во Република Македонија. А вие мислите дека 30.000 нема да може да гласаат сега или ќе може да гласаат? Не, тие ќе може да гласаат да се пријават во диаспората. Мислите дека 30.000 доколку имате кои што се вметнати во список по основ кој што не заслужува да бидат метнати, е мала бројка за манипулација? Па на последните избори изгубивте со 200.000 разлика. Мислите дека може 30.000 да решите? Мислите дека па 30.000 само дел од манипулацијата која што се прави? И тоа се покаже дека е така. Мислите дека реформа во медиумите е тоа што беше можно да се направи како реформа? Ние знаеме, длабоко сме свесни дека со оваа влада нема вистински реформи. Па не може да се направат ниту реформи и во медиумите. Меѓутоа, сепак е направен исчекор напред кон една таква реформа. Дали е доволен? Никогаш не е доволен. Јас ви тврдам дека да направевме и законска реформа и реформа во која што сите ќе се согласевме, дека треба да ја направиме во смисла и на медиумите. Вие знаете дека ние го прифативме и предлогот на ЗНМ, го прифативме и предлогот кој што дојде од страна на Европската Унија за Социјалдемократскиот сојуз. Тоа не беше спорно и ние бевме решени да бидат реформите вистински, да навистина медиумите бидат слободни, да новинарите можат да си работат слободно собствената работа. Меѓутоа очигледно е дека со една ваква влада, со начин на кој што владее со Република Македонија во 10 години, тешко дека ќе имате вистинска реформа. Од сега се прави во овој момент тоа што е можно да се направи и да се сведат на минимум злоупотребите и шансите кои што ги имаше владеачкото мнозинство во претходниот период. Да, значи
сите индикации одат кон тоа дека овие избори ќе бидат избори условно кажано, нели, избори борба за живот и смрт помеѓу партиите. Повторно ќе ве прашам, вие веројатно си правите партиски внатрешни рейтинзи, како мислите да настапите пред изборите во декември? Мислите ли дека имате шанса да ја победите ВМРО? Ова е не само што се избори, не се избори на живот и смрт. Ова се избори за Македонија или за Груевски. Ова се избори за иднината на Република Македонија или за криминалот на Груевски. Ова е избор за обединување и интеграција на Република Македонија или за деструкцијата која што се прави по едино цело време во Република Македонија и поделби. Ова е избори кои што ќе бидат за иднината. Дали младите ќе остануваат овде во Република Македонија или ќе ги праќаме надвор од Република Македонија, како што тие заминаа повеќе од 600.000 граѓани на Република Македонија. Ова е избори во кои што граѓаните ќе се определуваат дали се за подобра иднина, подобар животен стандард или ќе се враќаме повторно на начинот на кој што владее оваа гарнитура, со страв, со уцени, со закани. Ние затоа имаме сега во недела конгрес, на конгресот ќе разговараме за форматот како Социјалдемократскиот сојуз ќе настапи, меѓутоа едно е сигурно, ќе настапиме во коалиција со граѓаните и ќе го поразиме овој режим. Добро, и за крај едно прашање, вие сега како министр за внатрешни работи, доколку изборите се одржат во декември, ќе ги дочекате од таа позиција, доколку на изборите има нерегуларности некакви, доколку има некакви насилства, какви што Македонија во минатото имала на избори, стравувате ли дека од страна на ВМРО-ДПМН вие ќе бидете посочен како виновник, бидејќи формално вие го водите министерството? Затоа реков дека целиот овој период мора да направиме се да имаме период во кој што ќе се обезбедат услови за фери демократски избори, ќе направиме се да не се случат такви насилства, заради тоа што нема потреба од насилства и заради тоа што секој од политичките партии мора да настапува цивилизирано пред се, ако сакаме да ги промениме работите во Република Македонија. Јас сум убеден дека ќе се создадат услови и граѓаните ќе можат слободно да ја донесат одлуката, тоа ќе значи промена на владеачката гарнитура во Република Македонија. Господин Спасовски, вие благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ова беше Оливер Спасовски, министерот за внатрешни работи, гостин во анализата на 24 вести. Вие останете со нашата програма и следете го информативниот блок.